أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Благодарноста му припаѓа на Аллах субханеху ва таала, створител на сите светови. Нека е салават и селам на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, неговата честа фамилија, неговите асхаби и сите оние кои што го следат и ќе го следат неговиот пат се до судниот ден. Почитувани браќи и ценети сестри, ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Вечерашната тема ќе биде абдест. Оваа тема, како што најавив, ја правам со цел за браќа и сестри кои што често поставуваат некои прашања, а на истите тие прашања одговараме многу често и иншаллаху таала вечерва сажето, значи нешто ќе направиме, значи еден склоп ќе направиме за абдест. Она што е најважното да се знаем и од ова иншаллаху таала да се извлече поука и истото ова да се земе во пракса. Што се однесува до абдестот, исламските учењаци го дефинираат абдестот дека е тоа ибадет на возвишениот Аллах субханеху ва таала и многу е важно затоа што тоа нас не потсеќа дека кога ќе земеме абдест добиваме награда од возвишениот Аллах субханеху ва таала. Што подразбира абдестот? Абдестот пред се подразбира перење или миење на одредени делови од телото со вода, пропишано со Кур'ан и суннет од пратеникот саллаллаху алейхи ва селем. И што е целта на абдестот? Целта на абдестот е да се постигне правна чистота. Ние имаме, познато е, правна чистота и имаме нешто што се вика физичка чистота. Па сега, што значи правна чистота? Значи, со абдестот ние не постигнуваме физичка чистота. Например, ако ние земеме абдест на нашето тело, а нашата облека е, да речеме, валкана, или местото каде што ние клањаме е валкано, и така натака. Или, пример, телото наше е валкано со измет. Ние не постигнуваме, нели, со абдестот физичка чистота. Постигнуваме правна чистота. А ова правна чистота е услов за човекот да може да стапи во намаз. И физичката чистота е услов, но правната чистота е исто така услов да може човекот да стапи во намаз. Например, личноста може да биде физички чиста. Например, телото може да му биде чисто, облеката може да му биде чиста, местото каде што клајна може да му биде чисто. Но не се смета правно чиста таа личност која нема абдест. Се додека не земе абдест, не може да изврши личноста намаз. Сега, како ќе го дефинираме абдестот? Абдестот се дефинира како ибадет кон возвишениот Аллах субханеху ва таала, во кој се перат одредени делови од телото користејќи вода. Значи, кога се користиме со вода, према упатствата на Куранот и суннетот на пратеникот саллаллаху алейхи ва селем со цел да постигнеме правна чистота. Значи, со цел да постигнеме правна чистота. Дали е обавезно да се земе абдест за да се клања намаз? Некои прашуваат дали експлицитно мора да земам абдест за да клањам намаз. Браќа и сестри, мора да знаеме дека обавезноста за земање на абдест кога треба да се стапи во намаз е јасно наведена во Куранот, објавата на Аллах субханеху ва таала, и јасно прецизирана во суннетот на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем.
Возвишениот Аллах субханеху ва таала во сура Ал-Маиде 6 ајет кажува: О вие кои верувате, кога сакате намаз да извршите, лицата своји и рацете своји до лактови вика исперете ги, а главите своји вика само потирете ги и нозете своји до над глуждовите вика исперете ги, тоест да ги измиеме. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ве селем во веродостоен хадис нам ни кажува: Аллах нема да го прими намазот на ниту еден од вас се додека не се абдести. Овај, значи, хадис го пренесуваат двајцата сахихи, тоест Бухари и Муслим. Што е битно да се знаем? Од ова сега ние што го спомнавме, браќа мои, јасно се подразбира дека абдестот е услов за исправноста на намазот. Абдестот е услов за намазот нам да не биде исправен. Ако некој, значи, свесно клајна без абдест, значи човекот знае дека треба да земе абдест, но нема да земе абдест, неговиот намаз ќе биде неважички и таквиот човек ќе биде грешен, а спрема некои учењаци, и она што го говоревме пред неколку денови, тоа е исмејавање со верата, а исмејувањето со верата води кон неверство, тоест човекот го вади од ислам. Исто така треба да знаеме дека луѓето кои земаат абдест имаат награда за тоа дело, затоа што ова дело не е било какво дело. Рековме ибадетот како дефиниција го дефиниравме дека е, тоест абдестот го дефиниравме како ибадет кон возвишениот Аллах субханеху ва таала, и во веродостојните хадиси на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ве селем Мухамед алейхи селам ветува многу големи награди за оние, значи, кои исправно земаат абдест. Се пренесува во радостени хадиси дека во прилика кога се пере лицето, нели, кога се мие лицето, кога се абдестиме, со последната капка на вода паѓаат гревовите направени со лицето и со очите. Истото важи и кога се мијат рацете и нозете. Пренесува и Бухари радијаллаху анх дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ве селем рекол: кога робот муслиман или муъмин се абдести, па го испере своето лице, нели го измие своето лице, од неговото лице вика паѓаат сите гревови кои ги починил со гледање на своите, тоест со своите очи, кои што гледал. И заедно вика со водата или со последната капка на вода. Понатака вика, а кога ќе ги испере, кога ќе ги измие своите раце, од неговите раце вика паѓаат сите гревови кои ги починил вика со рацете своји, заедно вика со водата или со последната капка на вода. А кога вика ќе ги испере своите нозе, од неговите нозе вика паѓаат сите гревови кои ги починил одејќи, заедно вика со водата или последната капка вода, така да вика излегува чист од гревовите. Овај хадис се бележи во Сахих Муслим. Значи, абдестот пред се е ибадет со кој ние постигнуваме Аллахово задоволство и правна чистота. Со абдестот ние постигнуваме Аллахово задоволство и правна чистота. Сега, за да биде абдестот валиден, имаме неколку услови. Па иншаллаху теала ние сега ќе ги погледнеме тие услови, ги имаме 7 вкупно. Прв услов е вика, за абдестот да биде исправен, личноста мора да биде муслиман или муслиманка. Што значи? Немуслиман може да земе абдест. Не викаме дека тој не може, тој може да се абдести. Ама абдестот нема да му користи, затоа што делата нема да се примат се додека таквата личност не постане муслиман или не постане муслиманка. Ова е првиот услов, да човекот кога ќе прави некој ибадет, затоа што рековме, според дефиницијата, абдестот е ибадет кон возвишениот Аллах субханеху ва таала. Ако човекот се абдести, а не е муслиман или муслиманка, нема ништо од награда. Личноста мора да биде разумна. Значи, личноста мора да биде разумна, што значи човекот со озбилни потешкоти или интелектуални или ментални нефункционални нели витални органи кои има во него, нели мозокот претежно пред се, не е обавезен, значи не е обавезен да извршува шеријатски прописи. Како трето, треба да човекот има нијет. Треба човекот да има
намера. Рековме, абдестот мора да се земе со намера, а не може да се земе онака само случајно. Абдестот мора да се земе со намера, а никако не може да се земе онака само случајно. Водата, значи, која се зема абдест, мора да биде чиста. Не може човекот да земе абдест, а водата да биде нечиста. Значи, водата која е нечиста, таквата вода не е дозволена за абдест. 5 одредени делови на телото мора да бидат измиени. Одредени делови мора да бидат измиени од телото, а тоа се лицето, рацете до надлактови, главата да се потира и да се измијат стапалата до глуждовите. Значи, да се измијат стапалата до глуждовите. 6 абдестот мора да се земе по пропишан редослед. Учењаците сметаат дека абдестот мора да се зема по редослед кој е пропишан по суннето на Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, вика, затоа што пратеникот салаллаху алейхи ве селем континуирано земал абдест со редослед спомнат во Кур'ан. Нели, во сура Ал-Маида рековме што е редоследот, она што го спомнавме и сега овде пред малку. И 7 услов да тоа биде узастопно, значи тоа да биде без прекинување. Значи да биде без прекинување. Па иншаллаху таала, овие услови кои што ги спомнавме сега ние, од 1 до 7, ќе ги прокоментираме накратко. Значи накратко ќе ги прокоментираме да луѓето сватат што уствари се цилја со тие услови. Прво, абдестот на неверник човек, рековме прво човекот треба да биде муслиман или муслиманка. Абдестот на оној кој е неверник не му е валиден, ниту па му е исправен, затоа што не поседува таквиот човек основни услови за примање на делата кај Аллах субханеху ва таала, тоест не поседува ислам. Човекот не поседува ислам. Второ, човекот кој има толку интелектуални потешкоти да не разбира што е абдест, не разбира што е намаз, не може да прави човекот никаква разлика, не знае, значи, самостојно да обавува ниеден од пропишаните обавези што му се, неговиот абдест исто така не е исправен. Како трето спомнавме, ако човекот примерно отиде во тоалет, спомнавме, нели, услов како намера. Човекот отиде во тоалет, изврши нужда. И потоа тој се абдести и при тоа ги испере сите делови, нели, од телото, ама без намера. Сите делови од телото ги испере без намера, значи по автоматизам. Како што пример некој па човекот знае по автоматизам, некои луѓе што толку многу земаат абдест, по автоматизам тој си зема абдест. При секое перење кога оди, нели, помала или голема нужда, човекот автоматски зема абдест. Значи, ако човекот по автоматизам зема абдест, а немал намера да земе абдест, таквиот абдест нема да му биде исправен, затоа што таквиот човек немал намера за да земе абдест. Ако немал намера, ако немал ниет, нема тогаш ни абдест. Тоест, абдестот кој го зел по автоматизам не му е на човекот исправен. Исто важи и за мало дете. Мало дете, значи може тоа да ги испере сите делови од телото кои што се перат во абдест, ама тој не знае дека е тоа абдест и нема намера за да земе абдест. Значи да овде абдестот му биде исправен, треба да има намера да го земе потполно, нели, и исправно. Намера, потполно и исправно. И ова исто така се манифестира кај деца во доб помеѓу 6 и 7 години и децата, нели, кога веќе почнуваат да разпознаваат некои работи, нели, знаете, субханаллах, веќе на што цилам. Исто така не треба со зборови, ова е многу јасно и гласно дефинирано и кај сите 4 правни школи, дека нието не треба со зборови да се изговара кога, нели, се зема абдест. И ова, нели, не е дојдено во веродостојно сунет на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем, ниту па постојат некои дови екстра кои што се потврдени со Куран и суннет, кога се зема абдест, дека треба да се изговора некои дови. Ова е многу битно, валлахи, да се запамти вечерва што се говори. Ако некој не може нешто да дофати, нека си запише и после тоа можеме повторно да прокоментираме откако ќе го завршиме предавањето. Абдестот да не биде исправен, треба да користиме, браќа моја, чиста вода.
затоа што таквата вода, значи, само со таквата вода, со чистата вода, може да се постигне правна чистота. Што значи, ако ние сега земеме сок Кока-кола, тој сок во основа е чист да се пие, да се конзумира, но кога променува боја, мирис и вкус, нам не ни е дозволено со тоа нешто, со таквата течност да се чистиме, ниту па правно нели да се чистиме, тоест да земаме абдест. Да абдестот, повторно викаме, би бил исправен, мора сите делови од телото да се исперат и од сите делови да се отстрани се што спречува да се дојде вода до телото. Во оваа смисла, пример, ќе спомнеме кој што се јавуваат некои грешки. Луѓето кога земаат абдест, треба нели да ги исперат рацете до надлактови, но тие не ги земаат своите ракави да ги завртат до надлактови, ги ставаат до тука, па не ги перат лактовите. Ова е еден од проблемите со кој што не се пере она што треба да се испере и со тоа станува абдестот наш невалиден. Исто абдест преку лак на ногти. Жена која што се лакирала. Значи лакот дава да водата не може да допре до самиот ногт и со самото тоа на жената не е исправен абдестот затоа што не ги испрала деловите од телото. Што значи жена, како жена може да ги лакира ноктите. Не викаме дефинитивно никој пат не може. Таа може да ги лакира во оној момент кога таа е, да речеме, во хајс. Значи не извршува намаз, не се абдести, може да ги лакира ноктите, откако треба да се очисти, ќе го отстрани, тоа имаме средства, ацетони, не знам веќе како се вика тие средства, може да ги отстрани. Или пример, жена која што нема лак на ногти, но има вештачки ногти залепено. На самите тие ногти што и се вештачки, таа зема абдест. Абдестот не е исправен, затоа што не допрело вода до незиниот природен ногт за кој што треба да допре вода. Ова е значи исто многу битно да се знае и ваквите постапки во очите кај некои од нас, браќа или сестри, се некои ситни, ама ваквите постапки уствари се крупни кај Аллах субханеху ва таала и повлекува нели крупни последици кои што човекот нема да му биде исправен неговиот абдест. Исто така, да не заборавам, човекот треба да знае кога се абдести, иако човекот ги испрал рацете на почетокот, тој повторно кога треба да ги мие рацете до надлактови, ќе почне од прстите до надлактови, па и ако почне од надлактови према прстите, не постапил погрешно. Онда имаме редослед кога се прави еден ибадет. Пример во случајов кога станува збор за абдестот, значи редоследот кој што е спомнат во Кур'ан и детално е појаснет во суннето на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем, треба да се следи, затоа што Мухаммед салаллаху алейхи ве селем никој пат не се абдестил на поинаков начин освен по редоследот кој што е спомнат во Кур'анот или оној ајет кој што го спомнавме во сура Ель-Маида, 6 ајет. Прво, рековме, треба да има човекот намера. Потоа треба да каже бисмилла, а потоа да го следи перењето на шаките до овие зглобовите овде, и да го испере устата и носот. Сега како треба да го испере устата и носот? Тоа се чини на два начини. Човекот може засебно да испере устата 3 пати и засебно да испере носот 3 пати. А може да земе вода, од која половина од водата ќе ја стави во уста, а половина ќе ја шмркне во носот и со левата рака нели ќе очисти. И оваа вторава варијанта која што ја спомнав, со половина вода која што се става во уста и половина во носот, било пракса, честа пракса на пратеникот Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. После тоа лицето треба да се испери од уво до уво, значи од уво до уво треба лицето да се испери и од темето нели до брадата, нели од темето до брадата, значи во потполност треба да се испери лицето,
во овие поставени граници, од уво до уво и од темето, значи од каде што почнува косата до овде брадата долу. Потоа следи перењето од прстите до над лактови. Значи потребно е да се исперат, откако нели ние ви кажавме, прво треба да ги спереме нели рацете. Овде повторно ги переме рацете, ги переме шаките наши и остатокот од рацете што ги вклучува нели под лактицата и лактот нормално, што вкупно вклучува. Значи без обзир на оно што веќе претходно ние ги измивме нашите шаки, ги измивме нашите раце, повторно во овој случај ние ги переме нашите шаки до овај зглоб овде и под лактицата. Да не ги забораваме прстите. Ако до врвовите на прстите не ставиме вода, самиот абдест станува непотполн. Ако го станува непотполн, станува и невалиден. Тоа рековме дека исто е строго обавеза, тоа да не забораваме. Потоа се потира главата еднаш. Се потира главата еднаш со влажни раце, значи се потира главата од челото се потира главата све до тилот, до вратот назад се потира и повторно нели треба да се вратиме назад. Значи еднаш назад и уште еднаш од таму каде што сме дошле. Кажи прстот се става во уше и се потира внатрешниот дел во ушето, а со палецот надворешниот дел. Значи немојте да мислите дека поново има потреба, откако ќе потиреме нели по главата, поново да ги спереме раците да ги ставиме во вода, па да ги спереме ушите. Значи со еден потек, кога потираме по глава, со истата вода веќе што ни биле наквасени раците, ги миеме, ги переме ушите. Потоа нормално се перат нозете, каде што добро треба да се пази, да се исперат добро петите. Значи, петиците треба добро да се исперат и горниот и долниот дел од стапалата. Нема некој да мисли затоа што некој само ја става вака ногата, сега ова замислете дека е нога, и некој ја става само ногата тука вода му течи, а долниот дел од стапалото не го мие. Посебно петицата не ја мие. Тамам. После тоа се учи дова која препорачал пратеникот саллаллаху алейхи ва селем: Ашхаду ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Сведочам дека нема вистинско божанство освен Аллах субханаху ва таала и сведочам дека Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем е негов роб и пратеник. Исто така се учи: Аллахумма адж'ални минал тавабин ва адж'ални минал мутатаххирин. Аллаху мој, сврсти ме, направи ме меѓу оние кои што се каат и сврсти ме меѓу оние кои што секогаш се чисти. Тамам. Сега, ако би на почетокот би ги испрале прво нозете, па потоа би ја потрале главата, па потоа би ги испрале рацете, па нели би се измиле, нашиот абдест нема да биде исправен. Зошто нема да биде исправен? Затоа што редоследот во правењето, во чинењето на тие работи кога се зема абдест е обавезен. Значи обавезен и затоа е спомнат. Значи мора да се има редослед. И исто така, како седми услов го спомнавме, да се има континуираност. Значи да не се престанува. Што значи? Не може да се земе абдест со прекин. Значи не може да земаме абдест со прекин, например, да го измиеме лицето, па да почекаме неколку минути, па потоа нели да обавиме некоја потреба, пример некој ме бара на телефон, па ќе му сеам 10 минути ќе се правам соедно мојабе на телефон и така натака. Значи, ако човекот има некоја потреба, нели, пример, човекот сега ги измил рацете и некој му звони на врата. Тој само заминал да ја отвори вратата и се вратил. Тоа не е никаков проблем. Значи, малите прекини може да се толерираат, како што спомнав нели овде во овој случај, човекот му звони некој на врата, ја отвора вратата, се враќа поново и продолжува да земе абдест. Не може значи да се прават такви паузи што кога човекот, пример, да речеме ќе го измие лицето, па направи толку голема пауза што лицето, водата на лицето кое што ја има му се исуши. Значи
Тоа значи, он е последен дел, да речеме, сега го испрал човекот лицето, дотука стасал. И сега некој го викнал на врата. И отворил вратата си, попрел му обе со човекот, му се исушило лицето, водата му се исушила. Ова веќе е прекин на самиот абдест, тој треба поново да почне да се абдести од почеток. Значи, секако да абдестот би бил валиден, исправно е секој дел од телото да се испере барем еднаш, а од суннето на Мухамед салаллаху алейхи ве селем е да се пере по 3 пати. Но услов е барем еднаш да се испере. Главата секогаш се потира само еднаш, значи главата се потира само еднаш, не е услов 3 пати, и тоа едно потирање подразбира да со раката се премине од почетокот на челото, косата каде што почнува до вратот и поново се вратиме назад. Па мада ако некогаш, значи направиме само еден потек од почетокот до вратот и не се вратиме назад, иншаллаху таала не е никаков проблем, значи тоа ќе биде доволно. И секако од прописите кои треба да ги знаеме е дека не е исправно било кој дел од телото да се пере повеќе од 3 пати. Не е исправно било кој дел од телото да се пере повеќе од 3 пати. Деловите од телото се перат еднаш, значи минимум еднаш, 2 пати или максимално 3 пати. Повеќе од 3 пати не е дозволено. Значи не е дозволено. Имаме темелни постапки во абдестот. Значи 4 темелни постапки во абдестот кои што ги спомнавме и во кои мора да се пази кога земаме абдест. Прво рековме да се испере лицето. Ако ние не ги испереме на почетокот шаките, нели овие дланките не ги испереме, ние не сме грешни и нашиот намаз иншаллаху таала ќе биде исправен, ама лицето, перењето на лицето е обавезно и е спомнато во Куран. Тоа е спомнато и дел од учењаците кажуваат дека во перењето, во мијењето на лицето спаѓаат устата и носот. Устата и носот спаѓаат во перењето на лицето. Исто така, треба да кажеме дека е најдобро тоа да не се изоставува, значи да не некој да каже па добро само лицето, да не ја перам устата, да не го перам носот, затоа што нема хадис кој кажува или кој нам ни укажува дека пратеникот салаллаху алейхи ве селем го оставал перењето на устата и на носот. Потоа да ги испереме рацете од прстите до надлактови. Значи, овој е втор дел од абдестот кој што не може да се изостави. Не може да се изостави. И без овој дел, сите од тие вкупно 4, 3 да ги направиме, еден дел оставиме, нашиот намаз нема да биде потпун, нема да биде валиден и тоа значи се перат рацете од почетокот на прстите до надлактови, а рековме може да се почне и од надлактови па до врвовите на прстите, нема да биде проблем. Потоа рековме да се потира по глава, тоа е да се направи месх, значи потирањето по глава исто така е елементарен дел од абдестот, со што постои, нели, разденување меѓу учењаците во тоа колку дел од главата минимално мора да се потира. Постои разденување помеѓу учењаците колку минимален дел мора да се потира за абдестот да биде валиден, а праксата која што е забележана кај имамите Бухари и Муслим дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем кога е потирал главата, ги ставал рацете на челото. Ги ставал рацете на челото, го потирал, значи потирал од почеток до крај и ги враќал рацете назад. Значи, потирањето по главата рековме дека е основен дел од абдестот кој што е спомнато во Куранот и учењаците само се разденуваат што е тоа минимално што треба да се потира. Што е тоа минимално што треба да се потира. Најдобро е што ние треба да направиме да се држиме до суннето на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем. Исто така да се исперат, рековме, нозете до надглуждови. Значи, нозете до надглуждови и горниот дел од стапалото и долниот дел од стапалото, значи тоа е обавезно да се исперат и обавезно е да се исперат петите. Значи многу луѓе субханаллах не ги мијат петите. Кај некој се вика пети, кај некој петици, да бидам разбирлив. И овие елементи се извршуваат во потполност кога се зема абдест, за абдестот да не биде валиден,
и рековме мора да имаме нали, кога сакаме да извршиме ибадет, мора да имаме намера и треба да се исперат сите овие 4 наведени делови кои што се спомнати во сура Ал-Маида 6 ајет со редослед и без прекин. Значи тоа да биде узастопно без да се прекинува. Рековме немој субханаллах сега земаме абдест, тама сме дошли до лицето, па некој ни се јавил на телефон, 10 минути сме направиле муабет и после 10 минути ај ќе проложам сега, до кај стигнав, значи лицето го измив, ај сега рацете до надлактови. Не. Значи треба да се има континуираност. Што имаме понатак? Имаме пофални постапки во прилика на земање абдест. Пазете сега добро. Значи имаме некои работи кои што се пофални во прилика на абдест, за кои што ќе бидеме дополнително наградени кај Аллах субханаху ва таала. Прво, чистење на забите со мисвак. Се пренесува од Ебу Хурейра радијаллаху анху дека претеникот салаллаху алейхи ве селем рекол да не се плашам дека ќе му отежнам на својот уммет, би им наредил употреба на мисвак при секој абдест. Значи секој кој ќе зема абдест, човекот да ги чисти забите со мисвак. Пофално е да човекот ги очисте забите со мисвак или со друго средство кое што се чиста забите. Во денешно време субханаллах имаме каладонт, нели имаме паста за заби, имаме четка да се очистат забите. Второ што е пофално да се изговори бисмилла на почетокот. Во хадисите се наредува изговарање на бисмилла на почетокот на абдестот, ама пошто не е спомнато во Куранот, значи како обавезен дел, пошто не е спомнато, учењаците сметат дека ова е пофално. Значи ова е пофален чин. Почетното перење на рацете до зглобовите. Почетното перење на рацете на шаките до зглобовите, исто така ова перење е пофално и ова перење е убаво, и иако не е значи обавезен дел од самиот абдест. Четврто, интензивно да се пери носот. Што значи интензивно да се пери носот? Пратеникот салаллаху алейхи ве селем рекол добро, значи шмркните вода, внесете вода во носот, вика, освен ако постите. Значи ова е сахих хадис кој го бележи Муслим, и пофално е добро да се испере носот, освен нели кога постиме, кога нормално треба да бидеме внимателни, затоа што знаеме дека носните шуплини се поврзани со грлото и може да дојде вода до грлото со што може да го расипиме нашиот пост. Исто така пофална, како петта пофална работа е перењето на десната страна пред левата. Значи пофално да се испере прво десната рака, па левата рака или десната нога па левата, ама ако се направи во обратен редослед, например ако човекот измие прво левата па десната или левата нога па десната, нема да има никаков проблем, абдестот ќе му биде иншаллах таала исправен. И рековме пофален чин повторно да човекот го пере секој еден дел од телото по 3 пати, освен главата која што се потира еднаш. Значи пофално е секој дел од телото да се испере по 3 пати, иако значи абдестот би бил исправен и со еднаш. Значи еднаш кога човекот ќе го испере тој дел од телото, абдестот иншаллах ќе му биде исправен. Да се трие помеѓу прстите на шаката, значи овде внатре, и исто прстите на стопалата. И ова е пофален чин. Убаво е значи да се протрие просторот помеѓу прстите на рацете и нозете како би биле сигурни дека тој дел е чист, дека тој дел ние сме го очистиле. Осма работа, да штедиме вода. Кога земаме абдест, да штедиме вода. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем секогаш се абдестил со мала количина на вода, и што нормално е пофално ова нешто и еколошки е прифатливо да се штеди вода во прилика на абдест, без обзир на тоа колку ние располагаме со вода. Некој ќе каже субханаллах, ние не сме сега во пустина, ние имаме вода кај нас рика чешмата. Да, но пофално е да го правиме она што го правели Мухамед салаллаху алейхи ве селем, да земаме вода по малце и со мала количина на вода да се абдестиме. Исто така пофално да се изговори шехадет после абдестот. Од Укбе ибн Амир радијаллаху анху се пренесува дека пратеникот салаллаху алейхи ве селем рекол: кој ќе земе абдест потполно, пазете добро, кој ќе земе абдест потполно и ќе каже ешхаду ан ла илаха иллаллах ва ешхаду анна Мухаммеден абдуху ва расулуху, ќе му биде вика отворена, ќе му бидат отворени сите врати на џеннетот,
па ќе влезе, вика, на која врата тој сака. Сахих Муслим. Сега, абдест земаме за неколку работи. Абдест земаме за неколку работи. Прва работа зашто земаме абдест е да стапиме во намаз, да обавиме намаз. Значи, абдестот е услов за намазот да не биде исправен. Таваф. Пофално е, вика, да си има абдест во текот на тавафот, иако, вика, према одбрано мислење, не е, вика, услов за неговата исправност. Вика, ако изгубиме абдест во текот на таваф, може, вика, да тавафиме, а абдест, вика, ќе земиме пред да кланяме 2 рекати позади Мекамул Ибрахим. Исто така, кога се допира мусхафот, пофално е да си има абдест во прилика на допирање на мусхафот, иако некои учењаци сметат дека е ова обавезно, дека без абдест не може да се допре мусхафот, но не постои јасен и веродостоен доказ кој тоа го потврдува. Што е тоа? Дека мора да се земе абдест за да се допре. Не постои јасен и веродостоен доказ дека мора тоа да се направи. Пред спиење, исто така, пратеникот салаллаху алейхи ве селем препорачал да се зема абдест пред човекот да легне да замине на спиење. Исто така, пред човекот да се гусули, убаво е, значи, да земе абдест, посебно во текот на гусулот за отстранување на џунуплук. Значи, во текот на гусулот за отстранување. И пред тоа може да земе, и во текот на гусулот за отстранување на џунуплук. Исто така, пред извршување на некои други активности, кога човекот е во состојба на џунуплук, например, личноста која е џунуп, пофално е да земе абдест, пред да јаде, пред да пие, пред да спие, пред повторно да има, да речеме, интимен однос со својата ханума. Пофално е да земе абдест. Човекот сака да јаде, да пие, да спие или да има поново интимен однос со својата сопруга, пофално е да земе абдест. Сега, иншаллаху таала, ние значи, направивме едно кратко резиме на се она што е абдест, како е абдест. Стигнавме до еден краен дел кој што секогаш човекот прашува, а што го расипува абдестот. Сега, иншаллах, ќе обработиме постапки кои го расипуваат абдестот. Прво, се она што излегува на еден од двата природни отвори. Значи, абдестот го расипува се она што излегува на еден од двата природни отвори. Дали е тоа, нели, сполниот орган или е тоа аналниот орган. И ова вклучува што? Значи, испуштање на ветер, прво. Второ, измет. Трето, мокрење. Четврто, мези или сперма. Пето имаме, мени, сперма. Мези имаме пред ејакулацијска течност. И све ова е, нели, што го наведивме, што го расипува абдестот, а во случај кога ќе излезе, нели, мени, сперма, човекот не само да се абдести за да биде тој шериетски правно чист, туку човекот треба да се гусули за да биде правно шериетски чист. Второ, длабоко спиење. Човекот длабоко заспил, што веќе ја изгубил свеста, не знае што се случува околу него. Ваквото длабоко спиење, длабокиот сон, значи тврд, длабок сон, го расипува абдестот и мораме ние повторно да се абдестиме. Ама, имаме нешто што се вика дремење, дремуцкање. Дали ова го расипува абдестот? Ваквиот чин, значи, не го расипува абдестот. Знаели асхабите, субханаллах, чекајќи намаз во џамија, да задрема што самите глави дури им паѓале на своите гради, па тоа не влијаело на исправноста на нивниот абдест. Имаме трета работа, допирање на сполниот орган. Значи, ако човекот директно го допре сполниот орган со рака, тоа го квари абдестот, значи тоа го расипува абдестот. И ова се, значи, овој чин се темели на веродостојни докази од хадисите на пратеникот салаллаху алейхи ве селем, како оно што го бележи и Тирмизи од Бусра бин Сафан радијаллаху анху, дека пратеникот салаллаху алейхи ве селем рекол, онај кој ќе го допре својот сполни орган, нека не клања додека не земе абдест. Онај кој го допре својот сполни орган, нека не клања додека не земе абдест. Што е важно да напомениме? Ако човекот го допре својот сполни орган преку облека или преку пешкин, или се капел, па сега се бриши и го допре преку
пешкер. Значи преку некое парче, некоја ткаенина, ова не го расипува абдестот. Исто така, значи не се прави разлика помеѓу допирање со или без страсти. Нема некој да каже, па добро, јас иако со гола рака го допрев мојот сполни орган, но не беше тоа со страст. Не се прави разлика тука. Значи за таквата разлика не постои доказ. Треба да имаме шериетски доказ дека таквата разлика може да речеме тоа не го расипува абдестот. Туку рекол Мухамед алейхи селам, оној кој ќе го допре својот сполни орган, нели, со гола рака, го расипува абдестот. Поново треба да се абдести. Ако човекот го допре сполниот орган преку ткаенина, преку фармерки, преку пешкери и така натака, на таквиот човек не му е расипан абдестот. За некој да каже дека на таквиот човек му е расипан абдестот, треба да имаме јасен, прецизен доказ. Потоа имаме јадење на месо од камила. Значи, према веродостојни хадиси, пример, еден хадис кој се кажува од Џабир ибн Семур радијаллаху анху, кажува некој човек го прашал Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем, требам ли да земам абдест откако ќе јадам месо од брав? Па Мухамед саллаллаху алейхи ва селем му рекол, после тоа, ако сакаш земи. Значи, ако сакаш земи. А го прашал поново, а требам ли да земам абдест откако ќе јадам месо од камила? На тоа пратеникот саллаллаху алейхи ва селем му рекол, земи абдест после тоа. Овде првиот пат му рекол, ако сакаш земи, а вториот пат му рекол, после тоа земи абдест, значи абдести се. Ова се бележи во Сахих Муслим. И што е причината на овие посебности помеѓу јадење бравче и камилино месо? Не е објаснета причината во хадисите и значи ова спаѓа во прашање на апсолутна послушност кон Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем, кон Аллаховите прописи, значи кон Аллаховите прописи. Пето рековме да се изгуби свест. Човекот ако изгуби свеста, на пример, човекот заминал сега во операциона сала, имал абдест, му е ставиле маската, не знае тој веќе ништо, ја изгубил свеста, таквиот човек кој ќе се разбуди, треба да знае дека нема абдест. Заклучок. На сето ова сега ние што го зборевме, 5 постапки према одбрано мислење кои го расипуваат абдестот. Прво, се што ќе излезе на еден од двата природни отвори. Второ, длабоко спиење. Трето, директно допирање на сполниот орган со рака. Четврто, јадење на месо од камила. И пето, губење свест. Ова се работи кои што го расипуваат абдестот. Запамтете добро. Оној кој што ќе се запрашува што ми го расипува абдестот, нека знае дека овие 5 работи го расипуваат абдестот. Сега имаме прашања за кои учењаците имаат и различни ставови. Например, исто така се кажува сега некој ќе праша, тоест допирање на женска личност. Допирање на женска личност. Еден дел од учењаците смета дека допирањето на женска личност, нели, дали ти е махрем или не ти е махрем, настанува одма автоматски збор за тоа, дека го расипува абдестот. Што е точно мислење? Точно мислење е дека таквиот чин не го расипува абдестот. Допирањето на женска личност не го расипува абдестот, затоа што има доста аргументи кои тоа го потврдуваат. Што потврдуваат дека не го расипува абдестот? Веродостојни хадиси потврдуваат дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем под абдест знаел да ја бакне некоја од своите сопруги и да излезе нели на намаз, а при тоа да не се абдести поново. Значи да ја бакне својата сопруга, да излезе на намаз, да ги предводи луѓето во намаз, без да повторно се абдести откако тој чин го направил. Значи, некој сега ќе праша, а што е со бакнеш кој е со страст? Па дури и оној кој што е со страст не го расипува абдестот. Допирањето на жена, која што човекот, нели, машката личност, која не е махрем, исто така не го расипува абдестот. Нормално останува гревот останува, никој не може тоа да го халали, нема некој да мисли сега, па добро, јас смеам да се поздравам да допирам жени. Не, гревот останува, не смееме да допираме жени, но дали тоа го расипува нашиот абдест, дали тоа влијае на нашиот абдест, не влијае дефинитивно на нашиот абдест. Течење крв од рана.
многу луѓе се уште на мислењето дека ако на човекот му истече крв од рана, дека тој нема абдест. Меѓутоа, за ваквото нешто мора да постојат и веродостојни докази. Дали имаме веродостојни докази? Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ве селем и неговите асхаби оделе во битки и имале рани на кои им течела крв. Тие не го сметале тоа нешто да ќе им се губи абдестот и не се абдестиле поново. Значи, ако некој каже дека раната која имаш крв ти истече, го расипува абдестот, треба да има веродостоен доказ. Затоа не постои јасен аргумент не постои на основа кој што може да кажеме дека истекувањето на крв од некоја рана го расипува абдестот, што значи еден заклучок, човекот кој има рана и од неа му истече крв, не му е расипан абдестот. Нема некој да мисли дека него му е расипан абдестот. Исто така имаме сега повраќање. Човекот не му е добро, му се повраќа. Према одбрано мислење, чинот повраќање не го расипува абдестот, што значи не постојат веродостојни аргументи кои потврдуваат дека повраќањето предизвикува губење на абдест. Не постојат веродостојни докази. Значи, постојат аргументи. Ние викаме сега, не постојат докази, постојат аргументи, но не се тие веродостојни. Значи, за да бидат аргументите валидни, треба да бидат веродостојни. Тоа е факт во нашата вера. Значи, не постојат веродостојни аргументи од кои можеме ние да сватиме дека личноста која што повратила, го изгубила абдестот и дека повторно треба да земе абдест. Значи, содржината на повраќање во основа не е нечиста, значи не е таа нечиста и така да повраќањето не го расипува абдестот. Имаме едно важно фикско правило: сомнежот не го потиснува убедувањето. Ова правило јас ви го кажував пред неколку 2-3 месеци, не знам кој колку ме разбрал или колку ме слушал. Сомнежот не го потиснува убедувањето. Значи ова е нешто за крај кој што ќе го спомнеме и ова е важно шеријско правило, значи кој меѓу останатото се врзува и за абдестот. Значи сомнежот не го потиснува убедувањето. Значи, доколку ние сме зеле абдест, па сега посомневавме дека сме го изгубиле абдестот. Значи, само сме посомневале дека сме го изгубиле абдестот. Основа е дека ние имаме абдест. Од друга страна, ако ние сомневаме дали воопшто зедовме абдест, например, јас имам сега абдест и одам во тоалет и вршам мала потреба, мала физиолошка потреба. И излегувам од тоалет. И по излегувањето од тоалет, јас сега се размислувам. Јас кога влегов во тоалет, знам дека имав абдест. Но кога излегов од тоалет, не сум сигурен дали повторно се абдести. Значи, автоматски, основно правило е овде дека ние немаме абдест. Зошто? Затоа што првото убедување е јасно дека ние сме биле во тоалет да извршиме физиолошка потреба, а не сме сигурни дали поново зедовме абдест. Ако не си сигурен дека поново си се абдестил, дека имаш абдест, не можеш да бидеш сигурен дека ти имаш абдест. Што значи, прва фаза, човекот има абдест и знае дека не направил ништо, знае дека не бил во тоалет и така натака. И сега само се сомнева, имам абдест или немам абдест? Има абдест. Значи има абдест и ова е тоа важно физско правило: сомнежот не го потиснува убедувањето. Значи не го потиснува убедувањето. Рековме, во првиот случај ние сме уверени дека имаме абдест. Уверени сме, значи 100% сигурни, само ете сомнеш. Ама ваму во вториот дел уверени сме дека сме биле во тоалет, сме го расипале абдестот, а не сме уверени дали поново зедовме абдест. Што значи дека после ова вторава фаза која што ја спомнав, ние сме должни да се абдестиме. За крај, субханека Аллахуме ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илла анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллах субханаху ва таала да ве награди со џеннетул фирдеус за вашето трпение, па иншаллаху таала сега од браќата кој има прашање, нека влезе во лајв, а од сестрите иншаллаху таала за темава која има прашање, нека ни пише во коментар.